да се одговори што е жена, да се одговори што е маж, што е личност, што е суштина. Тоа се нешта кои од една страна се крајно абстрактни, од друга страна се крајно конкретни. Кога се говори за жената или кога ќе се постави прашање што е жената, значи кога јас за жената ќе говорам од аспект на православното христијанство, значи од тој библиски аспект, значи жената не може да се стави вон контекст. Значи жената е отворец оставена во систем. Значи ние живееме во систем, ние живееме во овој свет и во овој свет се е поврзано едно со друго. Така да жената, говорам за женскиот пол, таа има своја смисла, своја цел, како да кажам, преднасоченост, осмислување за тоа зошто постои во овој свет. И не случајно, првата жена го носела името Хева или Ева, преведено на македонски, буквално преведено на македонски, па Ева значи живот. Значи, Бог така промислил новиот живот, новата личност и на духовен и на биолошки план да се формира во утробата на мајката. Значи, жената е она што го носи животот во себе си, таа што го раѓа животот, таа што заедно со сопругот, со мажот, се грижат тој живот да расте, да се развива на биолошки план, на ментален план, на душевен, духовен план. Жената и мажот заедно се трудат да го осмислуваат својот заеднички живот и како полови, и како личности и така натаму, се грижат за своите деца, се грижат да бидат активни чинители во општеството. Така да, ако личностите на мажот и жената навистина се духовно разбудени, духовно освестени, тие личности стануваат функционални личности, здрави, нормални, одговорни личности и тие како личности одговараат и со својот пол. И својот пол, таа предназначеност на полов план, ја осмислуваат во рамките на својата нормалност, на својот благослов, на својата смисла и сето тоа проткаено со нешто што е суштината и смислата и најонака силната енергија која не движи, а тоа е љубовта. Дали ја заборавиме. Сето тоа е така проткаено, сето тоа е така обмислено од Творецот и затоа жената ако се или мажот или било што ако се извади вон контекстот на нашето постоење, тоа се става во состојба на отуѓеност и тогаш започнуваме надвор од системот тој проблем да го гледаме како што ние сакаме. Значи субјективно. И затоа таа идеологија, родовата идеологија е само последица од една состојба што се формира во некои интелектуални центри на Западот. Не можам да кажам дека целиот Запад е таков, но некои интелектуални центри создаваат пристап кој е тотално субјективен, личен. Кој како си го доживува светот и тоа мора да се легализира, да се прифати како објективно. Крајно субјективното, крајно како да кажам, нешто што нема врска со објективното, со вистината, со реалноста, општеството е принудено да го прифати како објективно. Во овој филм за жена, што е жената, Мед Уолш кога разговара со еден психијатар кој е джендерист и така натаму, кога му го поставува прашањето што е вистина, тој започна да се нервира од тоа прашање, дури му постави прашање на Мед Уолш, зошто ме провоцираш? Да. А сега нема одговор, затоа што целиот пристап на таа идеологија и на тој светоглед е тотално субјективно доживување на нештата. Но тоа субјективно доживување на нештата се темели на што? Се темели на патологија, на болна состојба на умот, на болна состојба во душата, исто тоа се проектира на телото и се проектира во однос на целиот живот.